Добро вечер, Дневник во 22 часот. Започнуваме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Оштетен мостот на Кумановка во Проевце. Неопходна меѓународна поддршка за мигрантската криза. 80 средношколци сместени во ученичкиот дом. Голем пожар помеѓу Орашац и Скачковце. Повеќе од 5 години мостот на реката Кумановка на влезот во Проевце е оштетен и небезбеден, поради што жителите на селото стравуваат за безбедноста на своите деца кои секојдневно поминуваат по него. Тие се жалат дека неколку пати побарале помош од надлежните кои досега не нашле време да ги примат и да разговараат за нивниот проблем. Жителите на Проевце секојдневно поминуваат по оштетениот и небезбеден мост кој се наоѓа на влезот на селото, поточно во близина на Кумановската бања. Тие не помнат кога мостот бил реновиран, а додаваат дека постојано го уништуваат несовесни возачи. Велат дека стравуваат за децата кои одејќи кон училиштето поминуваат покрај оградата која што е урната, бидејќи може да се случи да паднат директно во реката Кумановка. Да не претерано неделно можеби повеќе пати. Идем за село и често пати поминува. Оградата е падната, да. Треба да се направи, али веројатно собрание на општина, по ингеренција на собрание. За деца е превише опасно. Деца у школу идем, мали, првачики и забавачики, све идем. Покрај мост иде, тој може свако момент да се удави дете. Тоа е превише опасно. Колку време стои така тој мост? Па да не претерам 5-6 години сигурно. Дали некогаш е реновиран? Не, никако. Од како е тој мост направен, не е никако реновиран да приде некој да види каков е тој мост. Тој не го интересира никога. И стока ќе падне и се ќе падне тоа. Тоа е стварно срамота. Председателот на местната заедница на Проевце, Аце Петковски, истакна дека досега неколку пати сакале да ги запознаат надлежните со овој проблем, но жал нивниот обид бил безуспешен. Мислим од финансиска гледна точка не е голем, значи со некоја мала вредност е, а би било добро и за сите, и за граѓаните, и за општината, и за сите. Колку време е така стои тој мост? Па подолго време, подолг период, сега не знам, али етапно е тоа се со браќајки, со возила, така да еден поголем период. Делумно е осветлено, значи еден мал дел тука кај што кај паркот тука што иначе некај бањата не е осветлено. Жителите апелираат до надлежните што поскоро да направат целосна реконструкција на мостот и да се изгради пешачка патека. Во моментов на државата е потребна поддршка од меѓународната заедница и се надеваме дека членките на Европската унија ќе излезат во пресред, рече при синоќешната посета на железничката станица во Табановце државниот секретар во МВР Анастасија Илиеска. Со неа се согласува и државниот секретар за европски прашања во француското МНР Арлем Дезири. Според хуманитарните организации кои секојдневно им помагаат на мигрантите кои со воз пристигнуваат во Табановце, за едно деноноќие околу 4000 бегалци заминуваат кон Србија. Околу 4000 мигранти за едно деноноќие пристигнуваат на железничката станица во Табановце, кои подоцна заминуваат кон прифатниот центар во Прешево, каде им се издаваат потврди, посочуваат хуманитарните здруженија кои ги пречекуваат бегалците кај монтажните објекти и им даваат храна и вода. Овој дневен центар синоќа го посетија државниот секретар во МВР Анастасија Илиеска и државниот секретар за европски прашања во француското МНР Арлем Дезир. Иако на официјалната веб страна на МВР вчера беше најавено присуството на министерот за внатрешни работи Митко Чавков, наместо него дојде државниот секретар. Според Илиеска, добро е кога останатите земји членки на ЕУ ќе се сета дека Република Македонија се соочува со проблемот на мигрантската криза. Во моментов на државата е неопходна поддршка и се надеваме дека ЕУ и незините членки ќе излезат во пресред, рече Илиеска. Фактот дека мигрантите доаѓаат од граница која што Македонија граничи со држава која што е членка во Европска унија и мигрантите доаѓаат од членката која што е во Европска унија е факт пред кој што не треба да останеме глуви и неми и треба
нешто веќе да се преземе, да станеме од масата и да одиме на терен да се справиме со оваа криза со која што се справува цела Европа. Македонија навистина поминува една тешка криза која што е без преседан, заради што целокупната меѓународна заедница треба да се мобилизира и да ја помогне на земјата кандидат за членка на ЕУ, посочи државниот секретар за европски прашања во француското МНР Арлен Дезир. C'était important pour moi dans... За соочување со овие предизвици и за постигнување на таа цел ќе бидат мобилизирани сите служби, затоа што соработката и европската солидарност е нешто што е многу важно во сите балкански земји. И Дезир потенцираше дека треба да се зголеми контролата на границите, а од Грција побара да изгради прифатни центри за бегалците. Хуманитарните организации очекуваат дека во наредниот период бројот на мигрантите кои сакаат да излезат од Македонија ќе се зголемува. Зголемен е бројот, меѓутоа генерално нема проблеми, освен тоа што имаме проблеми да обезбедиме храна и вода. Понекогаш имаме проблеми со медицинска помош, до пред малку не беше присутен тим на Црвен крст, имавме доста случаи за кои што бара медицинска помош. Сега се тука, значи они се тука генерално се присутни. Ова е место кај што кога ќе стигнат од воз, кога ќе им дадеме храна и вода, може да застанат, да седнат, да се одморат пред да заминат нели на Камиратовац. Генерално нема поголеми задржувања тука, освен кога имаме фамилии кои што сакаат едноставно да одморат и да преспијат. Ние на имигранти ми помагаме со производи различни, значи има пакетчиња кои имат внатре паштети, вода, лепче и круасани. И за деца имаме и млеко. Да, ние секоја вечер сме тука. Имаме проблем со возовите. Ние ги имаме најава дека ќе доаѓат во време, во некое време, но тие не доаѓаат у реално време. Значи има доснење од 3-4 часа. Според информациите од МВР, во текот на вчерашниот ден издадени се потврди на вкупно 2093 странски државјани. Според државјанството на лицата на кои им се издадени потврди, најбројни се државјаните на Сирија, 1830. За владиниот проект Грант за самовработување на лица со инвалидност досега во Куманово се пријавиле 4 лица. Бизнис идеите на апликантите се од областа на металската индустрија, трговија и консултантски услуги. За реализирање на програмата за самовработување на лица со инвалидитет, државата ќе издвои над 59 милиони денари. 4 лица се пријавиле на огласот за користење на владина мерка Грант за самовработување на лица со инвалидност. Станува збор за можност за основање собствен бизнис, изработка на бизнис идеја, менторство и набавка на опрема и материјали во висина од околу 5000 евра, односно 310.000 денари во форма на грант неповратни средства. Од Центарот за вработување во Куманово велат дека апликациите кои досега пристигнале се однесуваат на бизнис планови поврзани со металската и преработувачката индустрија, консултантски услуги и трговија, а очекуваат формирање на околу 20 на фирми и правни субјекти. Државата му помага на инвалидизираното лице за отпочнување со бизнис. Втора помош што ќе му биде бенефит од државата ќе биде што средствата за доприносите ќе му бидат рефундирани во наредниот период. Со можност за вработување уште 2 лица за кои ќе биде државата ќе помогне со 92.000 денари по лицето. Значи бенефитот би излегол некаде околу 8.500 евра. Според Стопанската интересна заедница за заштита на трговски друштва кои вработуваат инвалидизирани лица со посебни потреби, потребно е време за спроведување на мерката и реализација на планот за подготовка. Оттаму објаснуваат дека првично треба да се направат анализи за да се приберат потребните податоци од различни здруженија. Откако ќе се утврди бројката на инвалидизирани лица и ќе се консултираат фирмите кои ги вработуваат, дури тогаш ќе се знае со која дејност истите би се занимавале. Изборот пак за собствен бизнис на инвалидното лице ќе зависи од неговото образование и степенот на инвалидност. Инвалидни лица да им се кои сакаат да отворат собствен бизнис, да им се помогне во нивната работа, во нивниот напор. Ние сме спремни како Стопанска интересна заедница, секој кој би се обратил, ние би му помогнале во изработка на бизнис план, во упатување, испитување на пазарот, зашто
тоа кај нас веќе се поминати такви обуки, се вршени такви обуки во оваа заедница, така да можеме да дадеме доста голем удел во оваа програма. Огласот за оваа владина програма ќе биде отворен се додека не се исполни квотата за реализирање на мерката. Инаку на ниво на државата 80 лица со инвалидитет аплицирале за добивање на грантовите за самовработување, а за имплементирање на програмата државата ќе издвои над 59 милиони денари. Зголемен е бројот на средношколците кои годинава се сместија во ученичкиот дом професор Мијалковиќ за разлика од лани. Тоа се должи на се подобрите услови кои ги нуди домот, велат надлежните. Трошоците за престојување во професор Мијалковиќ се натовар на Министерството за образование и наука. 80 средношколци од североисточниот регион се запишани и сместени во ученичкиот дом професор Мијалковиќ. Има уште 40 места слободни, но конкурсот е завршен. Директорот Есад Шаботиќ е задоволен од бројката за оваа учебна година, со оглед на тоа што предходните години имало по 40 на ученици. Тоа сега имаме значи дупло. Тоа можда е резултат на добрите услови во домот, кои се значи идеални за сместување, добра комуникација со другите општини, училишта. Значи, секогаш ние во мај месец сме во сите основни училишта, агитираме, пропагираме, значи, материјали за нашиот дом, даваме реклами и така, мислим дека и на тоа се должи што сега и таа бројка имаме деца. Престојот на средношколците во ученичкиот дом го покрива Министерството за образование и наука, а условот е детето да е запишано како редовен ученик во средно училиште и да е државјанин на Република Македонија. За секој од нив ресорното министерство издвојува по 7.500 динари. Инаку во професор Мијалковиќ има 4 воспитувачи со своји воспитни групи, кабинет по информатика, сала за спортски активности, библиотека со богат книжен фонд од македонски писатели, руска, англиска и американска литература, како и лектири за учениците од 1 до 4 година. Ние во учебна година 2014-2015, значи ни еден ученик немавме повторувач. Ние ангажираме и професори од училиште, посебно кога е проблем, со математика, например, секогаш имало проблем. Сега ние од дотично училиште, значи со наши средства плаќаме професор, доаѓа вежба група, а нормално дека воспитувачи комуницираат со училишта, од таму извештај се влече, какви оценки, тука во дневниците значи има преглед по предмети и оценки и ние ако процениме дека математика е проблем, автоматски викаме од дотично училиште професор за да ги помага на деца. Надлежните се надеваат дека наредната година бројката на учениците кои престојуваат во ученичкиот дом ќе достигне до 100. Со манифестацијата Заедно за граѓаните ќе се одбележи Денот на независноста 8 септември. На истата ќе се одржи презентација на работата на полицијата против пожарната единица, Црвениот крст и брзата помош. Истата ја организира Советот на општина Куманово. По повод Денот на независноста на Македонија, во понеделник ќе се одржи манифестација насловена Заедно со граѓаните, која што ја организира Советот на општина Куманово. На манифестацијата ќе се одржи презентација на работата на полицијата против пожарната единица, Црвениот крст и брзата помош. Председателот Максим Димитриевски информираше дека истата има за цел да ги представи надлежностите на овие институции на граѓаните. Кога разговараме за овие институции, граѓаните ги доживуваат од лична перспектива, онака како што ги гледаат, но улогата на сите овие институции е како важна во делот на непречено функционирање на нашата општина и исклучиво во служба на граѓаните на нашата општина. На настанот ќе биде симулирана една сообраќајна незгода при што ќе им се укажува помош на повредените и улогата на полицијата и против пожарната единица. Нашиот заклучок е дека граѓаните ја имаат во најголем дел изгубено довербата во институциите, најмалку што можеме да направиме е да работиме на враќање на таа доверба. Димитриевски ги покани сите заинтересирани граѓани да дојдат на манифестацијата која ќе се одржи во понеделник во 11 часот во кругот на противпожарната единица Куманово.
Утре вечер во локалитетот Касапски круг ќе биде промовирана книгата Разумни сили од Ѓорѓи Филипов. Промотор ќе биде Милован Стефановски. Книгата Разумни сили содржи куси написи и лични доживувања или размислувања на темите љубов, мудрост, доблест, вистина и правда, наречени разумни сили кај човекот. Голем пожар околу Пладне ги зафатил селата Орашац и Скачковце во место викано Бела вода. Според пожарникарите зафатена е нискостеблеста шума и сува трева, а покрај професионалците во гасењето се вклучило и местното население. Последниве денови зголемен е бројот на пожари во Кумановско кои се предизвикани од човечко невнимание. Голема површина со нискостеблести растенија е зафатена од пожар во близина на селото Скачковце во местото викано Бела вода. Територијалната противпожарна единица Куманово интервенирала со 3 возила и 9 пожарникари, а на помош пристигнало и местното население. Пожарот бил пријавен во 12 часот и 10 минути, пошто екипите на ТППЕ веднаш интервенирале. Денеска се регистрирани уште 2 други противпожарни интервенции. Само во текот на вчерашниот ден територијалната противпожарна единица интервенирала на 3 пожари. Како што информираат од регионалниот центар за управување со кризи, првата интервенција е регистрирана на улицата Ленинова број 30 по пријава на опожарено моторно возило скутер. Во селото Табановце пожарникарите интервенирале на запалена сува трева и дабова шума, додека во селото Павлишенце, кое што се наоѓа на регионалниот пат Куманово Свети Николе, територијалната единица од Куманово интервенирала со 1 возило и 4 пожарникари околу 15 часот и 30 минути на барање на противпожарната служба од Свети Николе на пожарот по големи размери од кој била зафатена борова шума покрај самиот пат. Пожарот бил локализиран вечерта во 21 часот и 40 минути. Густиот чад од пламените јазици предизвикал сообраќајна незгода помеѓу 2 возила, при што едно лице се здобило со потешки телесни повреди, а 2 лица се вон животна опасност. Како што информираат од регионалниот центар за управување со кризи, едното возило било целосно опожарено. Од ТППЕ вела дека во овој период од годината човечкиот фактор не е причина за опожарување, но упатија апел до граѓаните да бидат повнимателни и да не палат огин на отворено, како и да внимаваат на неизгаснатите од пушоци од цигари. Во Куманово денеска времето беше многу сончево и топло. Максималната температура изнесуваше 34 степени, а минималната 17 степени Целзиусови. За утре се најавува многу топло и сончево време. Дневната температура ќе достигне до 34 степени, а утринската до 17 степени Целзиусови. Ова беше се во дневникот. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.